Секој ден се повеќе расте незадоволството во Македонија, протестите и штрајковите станаа секојдневие. Револтот расте во сите сфери од општеството. Пред точно 2 месеци на протест излегоа оризопроизводителите. Тие ја блокира едната лента од патот Штип-Кочани, барајќи власта да преземе нешто за нив. И ние дето сакаме да ги школуваме. И ние сакаме гардероба нешто да купиме. За жал, од ето тоа нема. Здравето е нарушено на сите. Од овие, ако зинат, од сите една вилица здрави не може да се оставиме. Ово е за плачење. Ово е за плачење да плаче цела држава. Јадење ќе немаме. Еве кажувам ви, уништија ги свињето, уништија ги кравите, уништија ги овците. Со пораки дека држава без земјоделие е слуга на другите, лебот е најсилното оружје, џабе златото без храна на масата, на протест излегоа и земјоделците од повеќе делови од државата. Тие со луѓе и механизација го блокираа патот при Лепградско. Ако не го стори тоа државата, ние ќе се соочиме покрај што се соочуваме со енергетска, финансиска и економска криза, ние ќе се соочиме и со прехранбена криза, која што ќе резултира со немање на доволно количество на храна. Храната ќе биде страшно скапа, ќе јадеме храна од сумнителен, значи квалитет, ќе имаме страшни проблеми. Серијата протести годинава ја отвори Конфедерацијата на слободни синдикати со барањата за покачување на минималната плата, која владата го прифати. Тие повторно излегоа на протест, сега барајќи усогласување на платата со минималната плата, зашто засега од властите нема слух. Решението е едноставно. Покачување на подот согласно законот за административни службеници. Проблемот е решен за половина час. Немојте да манипулирате во јавноста. Немојте да измислувате нови манипулации за линарно покачување и нови закони. Овој месец на улица излегоа родителите на деца со попреченост. Таму решија да ги бараат правата, за кои според нивните зборови владата немала слух. Се пожалија дека 5000 денари месечен додаток се премногу малку пари со кои не можат ниту лекови да купат, а не па нешто друго плюс. Лично кај мене се околу 30.000 денари само за лекарство. Нема да тука не зборувам дека детето треба да му се купат шевли, дека да му се купат алишта. На детето треба да му се набави јадење. На протест излегоа и невладините организации поради кратење на 40% од средствата за превентивни здравствени програми. Својот револт го изрази и вработените во железницата и во поштата, каде бараат поголеми плати.